Ценовните шокови силно удрија по джебот на сите, ама затоа владата ќе чека да поминат изборите, па дури тогаш да им помогне на граѓаните и стопанството, иако тоа досега можеше да го стори неколку пати. Најпогодените сектори одамна го вклучија алармот, но кој да ги чуе. Веќе поскапеа брашното, лебот, маслото за јадење, но и другите намирници, и тоа поради поскапата струја и транспортот на компаниите, но секако и повисоките цени на светските берзи. Земјоделците велат дека државата немала слух за нив и оставени биле сами на себе. Станува збор за тутунарите, лозарите, оризопроизводителите и сите други гранки кои се поврзани едни со други. Ситуацијата е аларматна. Последниот бран на поскапување кој што се случи со зголемување на лебот, на брашното, на маслото, на горивата, нафтените деривати, па и на препаратите кои што ги употребуваме во земјоделието, дополнително ќе ја услони ситуацијата и дополнително ќе ја прелее чашата кај земјоделците. Како што знаете, пред некој ден ни протестираа лозарите, во вторник ни протестираат и оризопроизводителите. Ништо не е случајно дека може да се случи, да се одржи еден земјоделски протест кој што мора да се излее ова незадоволство кое што се случува во дадената ситуација кај земјоделците. Во моментов слух државата немаме. Вице-премиерот Фатмир Битиќи најави мерки, но дури откако ќе завршил изборниот процес, изрази жалење што сега не може да им се помогне на оние на кои помошта им е и повеќе од потребна. Ги следиме бурно состојбите. За жал, морам да кажам, тоа што секоја година имаме изборни процеси, не секоја сме во можност да реагираме тогаш кога е најпотребно, затоа што различно се толкуваат нашите одлуки. Народната банка предупреди дека инфлацијата во земјава е повисока од очекувањата. Од јануари до август во просек годишниот раст на цените е 2,7%, а растот на цените се очекува да проложи поради неизвестноста на странските пазари. Проекцијата пак на владата е годинава да ја завршиме со инфлација од 2,1%. Инаку анализата на Сојузот на синдикатите на Македонија покажа дека трошоците за живот континуирано се зголемуваат, а платите стагнираат. Велат ако забрзано проложи зголемувањето на цените, тогаш ниту 3 минимални плати не би биле доволни за да се достигне растот на минималната кошница.